Па да, тоа е и целта на локалната самоуправа, секако да ја зголемиме таа туристичка понуда и туристичкиот опсек на една летна сезона, односно дојран да живее 12 месеци во годината, така што дополнително инвестираме во зголемување на туристичките понуди. Напоменавме на повеќе пати и на повеќе наврати дека конечно во функција ги ставивме Саат кулата, Турската бања, пристапните патеки до нив, другите дополнителни содржини и секако целта ни е да ги збогатиме токму тие туристички содржини и да го зголемиме обемот на туристичката сезона. Затоа тука не застануваме, продолжуваме со нови проекти, нови работи кои што ќе значат плюс за Дојран како туристичка дестинација. Следно она што следува, напоменавме дека веќе треба да се склучи и меморандум со Сдруженијето Мобилност за лица со посебен и телесен инвалидитет, така што Дојран веќе почнува да се пренасочува кон сите категории, бидејќи сите сме еднакви и сите заслужуваме еднакви услови за пристап и до плажите и до сите туристички содржини. Дојран е навистина атрактивна туристичка дестинација во последните години. Доста се инвестира не само од локалната самоуправа, туку и од приватниот сектор. Има се поголем интерес и се надевам дека Дојран оди во права насока. Најпрво треба да се подобрат условите за пристап до самите плажи, до пристапните патеки за рекреација, кои што се наоѓаат на самата патека, подобрување на условите за паркирање и ред на други активности кои што допрва ќе се договараат со Сдруженијето Мобилност за подобрувањето на условите, бидејќи тие најдобро знаат што им фали и што треба на Дојран, така што Дојран ќе се пренасочува и кон овие лица и ќе направиме еден хумен гест како локална самоуправа. Да, секако поминавме добра туристичка сезона. Секоја година се подобруваме се повеќе и повеќе. За наредната сезона веќе имаме испланирано, се спрема новиот буџет и новите ставки кои што треба да значат и подобрување на условите како туристичка дестинација, така што навистина сето она што е побарување и од туристите, но и од локалното население веќе се планира и се надеваме дека ќе ги задоволиме тие барања.